Добар ден на сите. Согласно член 80 став 2 од Деловникот на Советот на Општина Битола, ја отварам седницата на Комисијата за финансии и буџет на Советот на Општина Битола со предлог следниот дневен ред. Точка број 1. Измена и дополнување на буџетот на Општина Битола за 2025 година. Точка број 2. Исправка на фискална табела за 2025 година. Точка број 3. Програма измена и дополнување на програмата за субвенционирање на јавните предпријатија на Општина Битола за 2025 година. Точка број 4. Одлука за давање на овластување на градоначалникот на Општина Битола да потпише договор за финансиска поддршка со одбојкарскиот клуб Пелистер Битола. Точка број 5. Одлука за примање на донација дигитална алатка, дигитален културен календар на Општина Битола. Точка број 6. Одлука за давање согласност и овластување за измирување, односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Битола. Точка број 7. Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на договори за грант. Точка број 8. Одлука за донација на пијанино во офицерски дом. Точка број 9. Одлука за согласност за имплементација на проектот Ватервил од петтиот повик на Интерек Евромед програмата. Точка број 10. Одлука за пренасочување на правото на управување и тековно одржување на објектите за спорт во локално значење фитнес теретана на отворено во село Кравари, подрачјето на Општина Битола на јавното предпријатие Комуналец Битола. Точка број 11. Одлука за давање на времено користење од 4 години без надоместок на простории, канцеларии, собственост на Општина Битола во објект на Велко Влаховиќ на Државен инспекторат за труд Скопје, подрачна единица Битола. Точка број 12. Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште на ГП број 13 катастарска општина Породин, собственост на Brainchild, производство увоз-извоз до ел Битола. Точка број 13. Годишен план за вработување дом за стари лица Сјурајдер Битола за 2026 година и точка број 14. Годишен план за вработување Основно училиште Ѓорги Сугарев Битола за 2026 година. Кој е за ваквиот предложен дневен ред, ве молам да крени рака. Констатирам едногласно. Минуваме на првата, втората и третата точка. Мислам дека сите три се од финанси. Тука е присутен представникот. Ќе ве молам најкратко што може да не ги образложите. Почитувани советници, значи го имате вие сите образложението кој што ви го доставив, јас ќе се обидам накратко да ви објаснам и подетално. Значи до вас е доставена измената и дополнувањето на буџетот за 2025 година и ќе се задржам на ставките и програмите каде што имаме направено промена. За почеток, доколку започнем од приходниот дел, тука имаме зголемување на буџетската рамка. Зголемувањето на буџетската рамка е за износ од 120 милиони 390.442 денари. Зголемувањето ви е прикажано на ставката 741.211, т.е. капитални трансфери од други нивоа на власт. Нова ставка, зголемувањето е направено прво поради проекти кои што ни се одобрени од владата на Македонија, тоа се оние проекти со унгарскиот кредит, и износот на тие проекти е 117.691.511 денари. Исто така ни се доделени средства од Министерството за култура како резултат на прифатен аплициран проект на конкурсот за финансирање на проекти од национален интерес во културата, со кој што ќе се поттикне развојот на креативни индустрии во 2025. Износот кој што ни го доделува Министерство за култура е 1.026.000 денари. И исто така ни се доделени башка од тие средства од капиталните проекти кои што се со унгарскиот кредит, средства од Министерство за транспорт, тоа се средства за проектот Декада на Роми, односно за реконструкција на линиска инфраструктурна градба на коловоз на Љубојно и Мукоз општина Битола. Само поради овие три подточки кои што ви ги кажав, имаме зголемување на буџетската рамка во приходниот дел, се останато станува исто. Понатаму, во делот во расходниот дел, значи во расходниот дел, најпрво ќе започнам од програмата на Советот на Општина Битола. Значи, програмата на Советот на Општина Битола, имаме тука намалување, односно
Со ребалансот износот со кој што ќе се финансира оваа програма изнесува 23.936.333 денари. Значи тука во оваа програма имаме намалување. Намалувањето е во делот на персоналниот данок и другите надоместоци затоа што од повеќе било испланирано, тоест точно не може да се испланира нормално со оние покачување на плата, на просечна плата и сето тоа, меѓутоа се со точната пресметка можевме да намалиме од овие средства. Понатаму, наредна програма ни е програмата на местната самоуправа, D1. Значи тука во оваа програма немаме промени. Исто кај програмата кај градоначелник немаме промени, износот си останува ист. Во програмата на општинска администрација. Во програмата кај општинската администрација имаме зголемување на одредени ставки, кои што би ви ги објаснала подетално. Имаме зголемување во ставката кај електрична енергија, значи тоа е генерално ставката кај електричната енергија поголем дел е, повеќе од 50% е потрошена и се со цел да не се доведиме во ситуација да немаме доволно средства на оваа ставка, додадени се 3 милиони денари. Понатаму, значи, имаме додавање во делот на дрвата, тоа значи сигурно сте запознаени, тоа беше нормално, тоа беше со програмата за спорт, односно ова зголемување се однесува за набавка на пелети за спортската сала Боро Чурлевски. Понатаму тука во оваа ставка поголеми зголемувања имаме на ставката 464910, тоа се однесува на плаќање по судски решенија или конкретно од оваа ставка ние ги сплаќаме лицата кои што се каснати од куќе. Понатаму имаме зголемување на ставката 464990, други трансфери. Од оваа ставка, значи, ги сплаќаме јубилејните награди на вработените, понатаму ги сплаќаме сите трошоци кои што се по основ на боледување на подолго од 6 месеци така натаму, при што од оваа ставка јас согласно одлука изгласана на Совет исплатив 2 милиони денари, тоа беше милион денари за починатите по несреќата од Кочани, милион денари исплативме за повредените од Кочани, со што ставката истрошив. Нова ставка, значи, додаваме милион денари. Причината е затоа што добив известување, нормално, како и сите одделенија што добивам известување, од одделението за човечки ресурси, дека во наредниот период ни се преостанати уште 17 вработени на општина Битола, кои што треба да земат јубилејни награди за 20 години вработени. Тука, исто што би можела да ви привлечи внимание, додавам на ставката камата по извршни исправи. Ова ставка се однесува на камати кои што ги сплаќаме врз основа на тужби кои што ги добиваме. Тоа се тужби кои што ги добиваме од страна на пожарникарите на општина Битола. Значи, од оваа ставка ги сплаќаме тие камати. Понатаму ќе ви објаснам и за пожарникарите и за тужбите. Токму поради тие тужби сметавме дека тука е потребно да се додадат уште 500.000 денари. Во делот на капиталните трошоци, значи тука на оваа ставка имаме намалување. Намалувањето е поради нормално соодветно доставената програма која што има од секторот за јавни дејности, значи тука нема се набавува нов сервер, принтери, скенери и мрежна опрема како што претходно било планирано и токму поради тоа истото е намалено. Понатаму, значи, имаме зголемување во програмата Г1, поточно зголемување на ставката 425990. Тоа е во согласно со програмата за социјална заштита која што ви беше презентирана на самата комисија. И другите зголемувања и измени кои што ги правиме се во капиталните проекти кои што се однесуваат од развојната програма која што ви беше презентирана вчера на самата комисија. Исто така би сакала тука да потенцирам дека во програмата ИА8 имаме, тоа се други комунални услуги, тука имаме додадено субвенции за јавни предпријатија, тоест имаме додадено 4 милиони денари, тоа е за јавното предпријатие Пазари, врз основа на добиено известување од самото предпријатие и потребата од трошоци за тековно и непречено функционирање на самото предпријатие. Значи, исто така ви достави програмата за измена на субвенции и уште субвенции се тука додадени за полагање на испити за возачка дозвола, што беше изгласано на Совет, 300.000 денари и 300.000 денари се додадени субвенции за хидрантски мрежи, што исто беше одлука од Совет. Тоа е во однос на субвенции. Тие се три посебни ставки, така?
Вака. За Трите јавното ставки- предпријатие, значи вака, за јавното Не, овие двете последните не се во ставката со субвенции на јавни предпријатија, така? Во ставката е 8 се со субвенции, на друга ставка се ставени во иста Добро, програма се. добро. Значи тие се Поред. на ставката 464990 каде што со ребалансот имаме 10 милиони 600. 10 милиони се за прифатилиштето Хачико, значи а 300 се за испитите за возачки испити и 300.000 денари се за хидрантските мрежи. Додека пак за јавното Сега, извинете што ве прекинувам, ама минатиот пат не ми рековте дека 8 милиони веќе се исплатени на Хачико, сега уште 10. Не, тие се остануваат исти. Ви кажам само 600.000 имаме додадено, меѓутоа на самата ставка имате 10 милиони и 600. Значи не додаваме кај Хачико плюс, само 600.000 додаваме на 10 милиони. Значи ставката ви е 464.990. Со буџетот имавме планирано 10 милиони, сега планираме 10 и 600. Значи додаваме само 600.000 денари. Понатаму момент. Во програмата К3, музејска и кинотечна дејност, значи ова програма се однесува за културно-информативниот центар и за зоолошката градина. Значи, во оваа програма 930.000 денари додаваме за зоолошката градина, а додека пак 2 милиони денари додаваме за културно-информативниот центар. Тоа исто така за непречено функционирање за тековни трошоци на двете јавни предпријатија и е врз основа на нивното барање и извештај кој што е доставен до нас. Понатаму, тука, за зоолошката градина, исто така имаме додавање во програмата КА, односно во програмата КА додаваме во капитални проекти, тоест во купување на информатичка опрема и градежни објекти, тоа се однесува за зоолошката градина. Во програмата К4 културни манифестации и творештво имаме зголемување, тоа зголемување е од средствата кои што ги имаме, поради средствата кои што ги имаме добиено од Министерство за култура, нормално за проектот и за кој што ја проширивме самата буџетска рамка, друго се останува исто, зголемувањето е во делот на 426.990 други оперативни расходи. Во спортот и рекреација, единствено што додаваме се оние 4 милиони кои што се изгласани на Совет, односно милион денари се изгласани за младинците на РК Еврофарм Пелистер, а додека пак останатите 3 милиони се за сениорите. Понатаму, имаме додавање во N1, основно образование. Значи во N1, во основното образование, додаваме 20 милиони денари. Овие 20 милиони денари, значи, се за непречено функционирање на основните училишта и се со цел да немаат застој во нивната работа и подмирување на нивните обврски. Тоа е во согласност нормално со програмата која што е доставена до нашето одделение од страна на секторот за јавни дејности. Понатаму, додавање имаме во имаме додавање 1.100.000 денари во програмата за заштита на животна средина. Тоа додавање се однесува на субвенционирање на зелени поени од ПАКОМАК. Програмата В2 домови за стари лица, тука значи од буџетот на општина Битола додаваме 5 милиони денари, кои што исто така се однесуваат за непречено функционирање и подмирување на тековните трошоци на самиот старски дом. И стигнуваме до противпожарната заштита. Противпожарната заштита, како што можете да забележите, тука додаваме во плати на доместоци. Причината поради која што додаваме во плати на доместоци не е поради лошото планирање првично, туку основната причина е поради тоа што оваа ставка на пожарникарите тековно се истрошува поради тужбите кои што непрекинато ги добиваат пожарникарите кон општина Битола, а се однесуваат за неисплатени плати на доместоци преку време на работа, работа за време на празник и се тужби кои што ние ги добиваме, се тужби кои што се однесуваат за периодот до 2021 година.
Токму поради овие тужби имаме додавање на самата ставка плаќање по извршни исправи, затоа што за овие тужби нормално имаме и камати кои што му ги сплаќаме на пожарникарите. Се со цел да не се доведеме во ситуација да пожарникарите во даден момент на ова ставка се истроши ова ставка и нема пари за плати, затоа имаме едно поголемо додавање во сите овие трошоци кои што се однесуваат кај плати и надоместоци. Кај пожарникарите исто така имаме додавање во ставката 423 310 униформи. Ја зголемуваме ставката и додаваме средства затоа што е објавен повик за нови пожарникари кои што нели ќе волонтираат и мора да направиме набавка на нови униформи. Се разбира дека нема логика на терен да ги пуштаме без униформа. Понатаму над ставката 424 440 исто така додаваме. Оваа ставка се однесува конкретно за сервисирање на пумпите на пожарната. Сепак се однесува период кај што не дај Боже може да имаме пожари и слично, да не се доведеме во ситуација да немаме пари на ставката за сервисирање на пумпите. Генерално, накратко кажано, тоа е во однос на измената и дополнувањето на ребалансот. Во однос на програмата на субвенционирање, ви кажав и со самата ставка Ја8, значи субвенции имаме кај јавното предпријатие Пазари, 4 милиони денари и уште имаме субвенции за испитите од возачите, 300.000 денари и имаме 300.000 денари за хидрантски мрежи. Во однос на другата точка која што беше исправката, во однос на исправката, би сакала тука, значи, веројатно е направена грешка, исправката се однесува на фискална табела за 2024 година. Не за 2025-та, да не настани забуна. Исправката, значи, ја правиме врз основа на допис кој што нас ни е доставен од страна на Министерството за финансии. Само накратко, сега ќе ви објаснам. Исправката, значи, се однесува во приходниот дел. Целта усвоена исправката е тоа што при првичното изготвување на фискалната табела како на самата завршна сметка од техничка природа и од пракса од минатото, значи сите оние трошоци кои што нема да се искористат се стават на ставката пренесен вишок, тоест на ставката 741114. Меѓутоа, минатата година имавме проекти кои што ни беа одобрени од влада и по индикации, по сугестија, нормално и по забелешката на Министерството за финансии бараат тие проекти да ги одвоиме од ставката 741114. И уствари справката на фискалната табела е во тој дел. Дел од трошоците кои што се однесува за капиталните трансфери ги издвоивме на посебна ставка 741211. Во однос на, значи, исправката е чисто техничка природа, нема никаква измена ниту во износи, ниту во суми. Благодарам. Отварам расправа, дали некој бара збор? Повелете. Ви благодарам, председателке. Прво, во однос на ова последното што го спомнавте, во однос на преправката што имавте за измените и дополнување, значи на крајот имавте прилив од 281 милион денари. Бидејќи рековте дека во приходната ставка имате зголемување на буџетот од 120 милиони денари. Овие 287 извели дека се од кредит. Од унгарскиот што е? Момент. Извинете, за која ставка конкретно разговараме? Значи последната измена што не ја пративте. Фиксната табела, последната фискална табела, кај што рековте дека буџет 2025, ребаланс 2024. Добро. Крај имате, значи, прилив од 281,758 милиони денари. Кредит, депозит 281. Овие се пари кои што ги одвојуваме од буџетот за унгарски кредит. Момент, чекај сега да видам. Значи збораме за 2024. Само да отворам момент фискалната табела, што ви имам пратено. Буџет 2025. Не вака. Ви спрати фискална табела уште една, таа е за буџетот за 2025 збораме, се не за последната точка за исправката, така? За исправката збораме за последната, во не се стои. Прилив имате, значи кратка една страна е, кај што имате вкупни приходи, вкупни расходи, дефицит, финансирање, прилив кредити и отплата на главница. Толку е.
Значи да, таа е во измена и дополнување на буџетот, таа не е исправка, таа се однесува за фискалната табела се однесува конкретно за измената и дополнување. Друга фискална табела за исправката која што веројатно во имате ред. добиена. Вака. На претходните седници колегите советници ни спомнуваја, бидејќи сега се најдеме на исто место, дека општина Битола конкурирала со 32 проекти од унгарски кредит. Добро, Или во вкупна вредност од 707 милиони денари. добро. Според одлуките кои што ги кажува владата, крајниот корисник треба да обезбеди 20% од купната вредност. Ги имаме тие пари во буџетот. Момент, вака. Според вие имате веројатно гледано урнек договор кој што е склучен со соодветното министерство. Вака, не. Општина Битола за проектите нигде не стои дека треба да обезбеди 20%. Тие 20% за кои што вие кажувате, тоа се уствари авансот кој што ни го исплаќа соодветното министерство нас врз основа на авансна ситуација која што ние би има испратиле на министерството. За тие 20% се однесува. Значи нема потреба ни тие 20% да ги имаме испланирани во буџетот. Затоа што се средства кои што ние ќе ги добиеме од владата. Добро. Зашо потрошиме до сега 14,9%? Ете вчера беше објавено тоа нешто. Како извинете, зашо потрошивме? Зашо потрошивме, значи конкретно 300.000 евра или 14,9% од проектите. Момент се, значи Ако вака. веќе ние не, значи потрошени пари. Ова е официјален допис кој што вчера го спомнаја, значи потрошени пари од добиени проекти. Се спомнуваат Јегуновце, Чучер Сандел, Центар Жупа, Центар Маврово Росточе, Липково, Ѓорче Петровштип, Битола 14,9%. Зашо ги потроши? Вака, значи, од овие проекти кои што нас ни се одобрени, ние не можеме да трошиме средства. Значи, овие проекти се проекти кои што ни се одобрени, нас не ни се пратени средства. Значи немаме потрошено. Значи, тоа би се однесувало за другите проекти кои што ние ги имаме реализирано. Значи, ние и минатата година имавме проекти кои што ни беа одобрени од влада, по кои што ние Збораме за постапуваме. унгарски кредит, не збораме јас за ништо. И минатата година беа средства кои што се добиени од унгарскиот кредит. Значи веќе тие имаме реализирано, така? Имаме. Кој може да ми кажете? Јас можам грубо да ви направам, меѓутоа вие вчера имавте комисија за комунални дејности, можда би било Прашав на комунални, ми рекоа не знаеме на финансите. Да, ќе ве молам, значи вака и на координација ги извести в службите да бидете присутни на сите комисии кои ќе се одржуваат. Очигледно дека немавме представник од финанси и не знам кој пат овде си играме пинг-понг. Прашваме на комунални, ни велат на финанси. Прашваме на финанси, ни велат на комунални. Навистина е несериозно и одговорите кои ни ги пуштате да не се одговорени на прашањата кои ги поставуваме. Значи, ние овде сме луѓе кои треба да крениме рака. Без разлика дали вие сметате дека треба или не треба да ни одговорите, ваша обврска е да ни одговорите. Навистина не е во ред да не добиваме одговори. Значи, доколку ги знаете кои се проекти, треба на овој совет да не ги кажете. Ако не е ваша обврска, на писмено да ни кажете дека е обврска на комуналното деление да ни ги кажи. Ве молам да влези во записник. Вака, во однос на проектите кои што се реализирани, најдобри точни одговори може да ви даде соодветното деление. Значи јас сум одделение за буџетска координација и јас уствари и самиот буџет кој што вас ви го доставуваме врз основа на барањата и потребите на одделенијата како и на останатите јавни институции кои што се под надлежност на општината. Во однос на реализација на проектите, значи само и минатата година општина Битола аплицираше и доби проекти со кои што е почната работа. Точниот одговор, за да не направам грешка и да не ви нафралам од памет работи, би било добро да се одговори од соодветното деление. Запишете. Во однос на тоа Значи, кои нека проекти влези се во реализирани. записник. Прво, не знам кој е соодветно одделение, може да ми кажете кој е соодветно одделение? Оти кои проекти се јас? Не знаеме ние кој е соодветно, каде да ги упатиме прашањата. Комунални ќе речат не се кај нас. Дали може да ни каже? Вие кажете дека советниците дали знаат да читат, да, гледам, еве да ви кажам право. И прошлиот пат кој што пишавте, ама граѓаните не знаат. И цела медиум и јавност, еве ако гледате вчера на програма 360 степени беше 14,9% се потребени. И вие велите не знаеме, а велите се за буџетско координирање. Се координирате вие со деленијата? Значи, видите вака, јас пак ви напоменам. Тоа се 16 проекти кои што нели минатата година ги добивме од страна на самата влада. Се 260.000. Значи, тие проекти пред вас беа презентирани.
Абе, Може. шако ствари, извинете, кои Значи 16 може. ги реализирав? Може ќе ви ги презентирам, ќе ви Па кажам. дајте бре човече. То не е проблем, ќе ви го Од одговорам. 16 не знаете кој еден, 2, 3, ако се 16, 16. Втора работа. Кои финансиски средства се 20 милиони денари во делот на образование ви се потребни или ги додавате за непречено функционирање? Зашо се? Значи вака, врз основа на извештаите што јас ги добивам и врз основа на барањата од соодветното деление, конкретно за образование добив известување од самиот сектор за јавни дејности, претпоставам дека и комисија за јавни дејности имавте. Она што мене ми е напишано е дека средствата кои што се наменети во образование во изnos од 20 милиони денари се за непречено функционирање, тоест за електрична енергија, тековни трошоци кои што ги имаат училиштата. Добро, а овде во буџетот ги имате, например, во ребалансот прилика имате 7 милиони денари за течни горива. Од вас се пишано. Тоа го знаете? Од мене е пишано врз основа на барање кој што го доставува секторот. И не знаете зошто е. Само толку ви рекоа течни горива крај. Значи до мене тоа што го доставуваат и нормално да е подкрепено, јас го само го имплицирам во ребалансот. Значи не знаете зошто. Добро. Вака, во однос Како? на тужбите, пошто реков... Извини малку, Карлевски. Колешке, вие бевте на координација. Се сеќавате дека побарав представник да има на сите? Се одржаа комисиите без представник? И за тоа јас сум крива? Како? Па затоа на крајот од денот ќе видиме кој ќе крени рака. За вакви работи, кај што немаме информации. Ние не бараме многу, бараме информации само. Пред малку рековте, може да продолжам? Да. Пред малку рековте дека одредовте финансиски средства во делот на пожарникарите за тужби. Од која година се рековте 2021? Тој процес траеше 4 години или 4 сега. години се тужевте? Не, сега почна да стигат пресуди. Значи 4 години се Да. че ги дававте забелешки, не дававте? Да. Значи сега се официјално, мислам, сега почна да стигат Од пресуди. 2020 се тужеа, сега од 2025 пресудата, 4 години. До 2021. Да. Добро, пошто имаме друга информација. Значи, вие велите дека немаше тужба, немавте одговор тие работи во овие 4 години. Не, погрешно ме свативте. Ние, значи, постапувавме по тужбите нормално, имавме одговор на тужба, имаше судски процеси кои што траја, значи сето тоа. Значи, Значи, нема не ги се сватиме слаѓате. погрешно. Па погрешно кажавте дека овие се предмети од 2021 година, меѓутоа... Не вака, не предмети од 2021. Ова се однесува на исплата на тужби врз основа на тужби кои што ги праќаат пожарникарите за неисплатени работни часови прекувремени, за време на празници, работа во недела. Значи тужбите се за тоа исплатени. Јас За неисплатени Зошто после трошоци. 4 години ги исплаќате сега? Оти лани немаше до 2... Ние за да исплатиме мора нормално да стигне пресуда. Штом стигне пресудата мора да исплатиме, во спротивно би не извршиле. А зашто се жалевте? Ако знаевте дека не си исплатени за празници, за саботи, за недели. Видете, значи ние не можеме да бидеме ни сигурни, ние мора да одговориме на судски процес. Во ред правно, вие си знаете. Зашто стигнахме до судскиот процес, ако знаете дека тоа вие во колективен договор? Немам да ве разберам. До судски процес стигнавме затоа што не му се исплаќа на вработените средства. Оти лани не му ги исплативте. Еве не година лани не ми предисплативте. Значи ние не Да можеме прекинете судскиот процес, место како што велите пред малце да А платите врз кој камати. основ ние немаме основ врз кој што би му исплаќале плати од минати години? Немате основ, па основ е затоа што работеле работни сати и празници. Да, меѓутоа тие средства доколку работеле работни сати и празници, логично да бидат исплатени во годината и во месецот во кој што ги сработиле. Во годината која што работеле така, 2021 и ве тужиле 2021 да платите, 2022. Значи тие тужат за период, значи тужат за период од 4 години. Од 2017 до 2022. Да. Во ред. Добро. Зошто ви се овие 4 милиони денари од пазари субвенциите? Имат кажано? Јавното предпријатие Пазари, значи ќе си достави извештај за начинот на искористување на средства и планирање. До вас, до советниците. Нема до вас исплатено зошто вие
вие како општина? До мен има испратено, меѓутоа известувањето кој што го испрати, момент само. Е се со цел да се покријат основните материјални трошоци, односно тековни режиски трошоци кои што произлегуваат од редовното работење. Овај расход произлегува од повеќекратно зголемување на платите на вработените, како и зголемени цени на влезни режиски трошоци кои што неминовно настануваат при работењето. Добро. И сега, конечно што е на работа во однос на унгарскиот кредит, колку вкупно имаме одобрено проекти или финансиски средства? Финансиски средства кои што ни се вкупно одобрени се 117 милиони 691 511 денари. А не оние 700, значи, така? Не. Добро. 170, уште значи, извинете? 117 милиони 691 511 денари. За 16 проекти, така? Не за 16 проекти. 16 проекти ни беа одобрени во минатата година. Тие се тие кои што ги споменавте со реализацијата. Добро. Сега имаме нови проекти кои што ни се одобрени и во понеделникот беа објавени официјално во службен весник. Така. Добро. И вкупно се овие за ова 2025-та ви се За новите? 2025 кои што се објавени. Добро. За кои што аплициравме ние како општина. Во ред. За сега толку. Добро. Во ред, јас имам неколку прашања. Колку сме имале, вака, дали може накратко да ми кажете, ве слушнав, меѓутоа не знам дали добро ве следев, во кои програми имаме зголемување на средства со ребалансот? Во спорт, така? Да. Во Само спорт? чекајте за да ви одговорам точно, да ги мака да ги Не, јас ќе ве прашувам само Може, ако да. може. Да, во Значи спорт имаме имаме. зголемување во спорт Да. за одбојката и ракометот. Не. Зашо? Во спорт имаме зголемување 4 милиони денари. Тие се врз основа на одлуки, една одлука Добро, имавме за наградите. За наградите, да. Од каде скративме за да ги зголемиме тие средства во спорт? И само 4 милиони зголемуваме во спорт? Само 4 милиони зголемуваме. Добро. Да. А договорот кој треба да биде со одбојкарите, во која ставка ќе одат тие 4 милиони, односно 2 милиони? Искрено не се ставени во ниедна ставка, од моја страна не се ни разгледани. Во Немам ред. ни информација да ви Значи, одговорам во тоа моментот. значи дека тие пари не се ни предвидени во овај ребаланс. Во овој ребаланс не. Чисто сакав да му објасниме на представникот од одбојката дека овај ребаланс, односно овај буџет во моментот кој што е на сила, не ги предвидува парите кои ќе се потпишат во договорот. Второто прашање ми е, значи ние и да не го гласаме ребалансот, не сме против одбојката, така? Во ред. Дали согласно закон К15 на вработените треба да се исплати доколку поминат 6 месеци од тековната година? Да. Зошто не им е исплатено на вработените К15? А во општинската администрација? Да. На вработени за општинската администрација, законски може К15-то да се исплати до крајот на годината, меѓутоа К15-то е испратено вчера. Значи во текот на денот денес или во понеделник би им било на нивните сметки. Добро. Значи имаме исплатено, не зависи од ребалансот, исплатата на К15. Добро. Следно прашање. Уствари не ми одговоривте на ова прашање доколку знаете. За да се обезбедат овие 4 милиони за ракометот и за наградите, од која ставка вршиме кратење? Аха, за кај спортот. Сега момент. Тоа е во согласно со програмата за спорт, јас претпоставам веројатно Значи дека само 4 милиони зголемуваме, а Да, нели дека вие на имате претходната презентирано. седница кога разгледувавме завршните сметки, тие кажаа дека имаме средства кои треба да им ги исплатиме. Тие средства ги имаме во буџетот за да ги исплатиме? Да, да. Не, Добро. овие се независни од средства. Само момент да најдам програмата за спорт.
Значи во единствено кратење во програмата за спорт оделението, значи, што ми има доставено мене програмата за спорт, претпоставам дека и вие разгледувавте на самата комисија, има скратено во делот на субвенционирање на спортски клубови и здруженија. Веројатно реализацијата е постигнаа. Добро. Другото прашање ми е, рековте субвенционирање на пазари во висина од 4 милиони? Да. Овие средства од кај се, од која ставка се обезбедени? А, Кај кратиме за да обезбедиме за пазари? Видете како што можете се конкретно баш за обезбедување на пазари не можам да ви одговорам, меѓутоа во самата измена и дополнување имате видено и на кои ставки се крати и на кои ставки се додава. Се тоа го правам сукцесивно и да можам да направам нормално еден Добро. ребаланс. Рековте дека се зголемува ставката за каснати од кучиња? Да. Колку имавме предвидено и за колку се зголемува? Само момент да видам ставката ти вака, не знам на памет. Значи, тоа е ставката 464910, плаќање по судски решенија. Се зголемува за 2 милиони денари. Тука би сакала да потенцирам нешто кој што го имаме забележано јас и вработените од моето одделение. Нормално градоначалникот ќе си реагира по испоснов на истото. Тоа го забележавме во периодот сега, додека го изготвував ребалансот, затоа што имаме голема потрошувачка на оваа ставка. Во однос на каснатите од куче се случува многу често ситуација и случаеви да едно исто лице за многу краток временски период повторно е каснато од куче. Ама тоа е работа за институцијата подолу од нас, не е за нас. Не, сега затоа ви рекам, што истото тоа е чисто да знаете вие како советници, алармирано од наша страна кај гранчалникот да преземи действие, да се испита, затоа што стварно оваа ставка многу се истрошува и нас константно има потреба од додавање на нови средства. Бидејќи вчера имаше комисија за комунални дејности, ја добивме програмата, која што ја добивме ден пред комисија, што сметам дека е крајно несериозно да добиете развојна програма со 170 скоро ставки, а да ја добиете ден пред комисијата. Мене ме интересира вие како представник на финанси, дали сметате дека таа програма развојна е остварлива? Дали е остварлива таа развојна програма? Па видете, таа развојна програма е Зошто, правена... извинете, само да ви објаснам зошто. Овој ребаланс ако се донесе, ќе се донесе на 14 јули. Би бил ефективен дури некаде после 20 јули. Така, дури да се врати, дури да се испрати. Ако се распишат изборите на 8 август, што ќе се реализира од оваа развојна програма? Според вас, ќе може да има процентна реализација? Па, со оглед на тоа дека ги имаме ставено проектите, да. Добро. За сега немам други прашања. Повелете. Стефи, сакам да поразговараме малце за трансферите капитални и нивниот распоред. Вака, капиталните трансфери се некаде околу 120 милиони. Добро. Додека пак ставката капитални расходи е зголемена од 676 милиони 124 илјади на 761 милион 183. Ако можеш, пратиме. Мислам, дали се поклопвам јас со твоето. Капитални расходи. Извини, само момент да извадам билансот на... Не го барам на телефон, ќе го вклучам. Добро. 480 и кој е таму? Добро. Капитални. Биланс на капитални расходи. Добро, во ред. По најновата верзија на ребалансот, 676 милиони 124, со ребалансот иди 761 милион 183 илјади, така? Добро, да.
Разлика, значи, тука имаме 85 милиони 059 хиляди планирани во ребаланс, зголемени се капиталните. А имаме по капитални трансфери добиено некаде околу 120 милиони. Кај е разликата? Во овој биланс кој што гледате на подставка на капиталните расходи, не влегуваат сите капитални расходи кои што ги имаме од развојната програма. Затоа ви е дополнение посебниот дел на расходи кои што ги имате капиталните. Колку е таја од развојната? 400 и колку беше? Сега овде не се поделени баш колку Сега капитални, јас ќе ти меѓутоа кажам. кога ги Јас гледаме. ќе ти кажам колку е тоа. За 2025 е 631 милиони. По новиот ребаланс колку е вкупната развојна програма. И сега, ако ги додам овие 631 милион на 85 милиони од капиталните, не добивам толку. Мака, доколку ги собериме капиталните кои што ги имаме проекти по основ на развојни програми, кои што ги имаме По овој биланс работам, ништо друго не гледам. Те прашувам, разликата е во овој 35 милиони. Во овој биланс не ги вклучува сите проекти од развојна, не ви ги вади, затоа ви доставам Добро. дополнение јас биланс посебен, каде што ќе ги можете ги гледате сите капитални проекти од развојната програма. Кои проекти не се замени? Се точно. И, например, тая разлика, еве вака ќе те прашам, тая разлика е 35 милиони. Добро. Кои проекти влегват во овие 35 милиони? Вака, сега вака ќе ви кажам. Проекти ако кои што не поарно капитални, поарно е писмено, ама вистински да се Во ред, одговори. добро, дај Не писмено. само колку да се вети дека ќе се одговори, да ги видиме тие 35 милиони. во ред, да, и писмено ќе ви одговорам, меѓутоа накратко сакам и да ви објаснам. Значи вака. Во однос на дополнителни капитални проекти кои што ги имаме тука, кои што се нели во овие 117 милиони кои што ви ги искажав, кои што ни се Добро. одобрени од страна на унгарскиот кредит и кои што ни се објавени во службен весник. Исто би сакала да ви одговорам во однос на каснењето што ви ги доставивме покасно. Значи официјална информација за овие проекти ние добивме, објавени се во петокот попладне во службен весник. Значи, Не дури беше во реакцијата за вашите проекти. Реакцијата беше за програмата за за комунални развој, добро, дејности. во ред, да, значи сакам да ви кажам и за моето. материјалите за комунални дејности ги добивме ден пред комисија. Не беше за вашите проекти. Многу доцна добивме информација од страна на владата, тоест официјална информација, објавена официјално во службен весник за се со цел да може на време да се скоцка и да се запазат сите можни законски рокови. Она што е објавено во службен весник и што ние треба да го реализираме во оваа 2025 година, ни се фудбалскиот стадион, односно борилиште и атлетски патеки, значи 10 милиони денари. Изградба на спортското игралиште, поранешно стрелиште 6 милиони денари. Пред да продолжам да ви напоменам, значи сите овие средства кои што доаѓаат од влада по основно одобрени проекти, стигнуваат на соодветни наменски сметки, значи не стигнуваат на буџетска сметка, стигнуваат на наменски сметки кои што општина Битола треба да ги отвори за секој проект поотделно. Значи доколку ги собериме овие две, понатаму имаме реконструкција на објект во село Крклино, реконструкција на објект во Буковски ливади, типска училишна спортска сала во Тодор Ангелевски, понатаму спортска сала во Стив Наумов, имаме спортска сала во Даме Груев, во Коле Канински, во Гоце Делчев, понатаму имаме во Турското училиште Гоце Делчев спортска сала, понатаму спортски игралишта во Даме Груев, Климент Охридски. Значи сите се овие проекти кои што ние ги имаме вкалкулирано во тие 117, односно сите се капитални проекти кои што се вкалкулирани во самата измена и дополнување. Написмено, исто така јас ќе ви ги напишам сите проекти за кои што имаме и со која сума уствари за тие проекти ние ќе учествуваме. Владата ќе учествува во 2025 година. За да ви биде појасно, воедно ќе ви одговорам и на прашањето и за сите останати капитални проекти кои што зборувам и за самите суми. Се со цел да добиете една појасна слика пред самата седница на Советот. Значи вака, нека влези во записник. Мене конкретно моето прашање е. Да. Ако за капиталните расходи имаме зголемување за 85 милиони и 0,59, кога ќе ги извадиме од капиталните трансфери, ни остануваат некаде околу 35 милиони.
Кај се овие 35 милиони? Готово, ќе го одговориме. Толку, немам друго. Благодарам. Прашања други? Повелете. Ке се навратам на основното образование. Ставка 4.2.1. Комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт. Од 16 милиони 870 со буџет, 26.957. Тоа ви е 62,58% зголемување. Што се зголеми електричната енергија, нафтата, бензинот? Кај имаме толкова зголемување? 4.2.1 ставка. Само да отворам, Основно значи, образование. Значи, еве, имаме зголемување во електричната енергија, тука како што самите кажавте во течните горива. Значи, повторно ви напоменувам дека во однос на овие програми јас и добивам, значи, одговор на барањето со известување од соодветниот сектор кој што е задолжен да врши анализа и да и по чие што раководење е самото образование. Директно ингеренци во однос на потрошувачката, начинот на трошење, трошоците кои што ги имаат основното образование, јас немам, јас го спроведувам само оно што е до мене доставено. Токму поради тој затоа имаше комисија на секторот за јавни дејности. Вчера прашавме на комисија, не, за тоа немајте дилема. Значи, што се зголеми електричната енергија 62,58 качена? Не е. Нафтата, бензинот, и то не е. Следна ставка, 4.2.4, исто основно образование. Поправки и таковно одржување. Од 620.000, 2 милиони 10. Зошто толку? Сега, мислам, со ребаланс. Зошто ваква не се предвидело во буџетот? Би го кажав одговорот си пак. Како? Доколку сакате на писмено да се обратиме до самиот сектор, па детално да ви одговорат тие, мислам дека би било најкоректно и најправилно се со цел да добиете точен одговор, затоа што Нека одговорат, не... Предпоставувам и ништо поразлично од вчера нема да види. Следна, ставка 4.2.5, исто основно образование. Договорни услуги. Од 9 милиони 50, 16 506 милиони. Зошто? 54,8 зголемување вие. Зашо се овие договорни услуги, може да ми кажете? Значи, јас, како што гледам тука, во однос на договорни услуги, имате, значи, осигурување на недвижности права. Добро. Понатаму, имате зголемување во однос на здравствените услуги. Имате зголемување во однос на превозните услуги во образованието, семинари, конференции, објавување на огласи. Добро. Значи, околу осигурувањето, то се склучува на годишно ниво е осигурувањето. Значи, пред време, кога се планирал буџетот, се знаело. Рековте дека вие сте за буџетска координација и сега јас ќе го повторам истото прашање како колегата Корлевски. Вие бе се да го се координирате оделенијата меѓу себе. Еве и сега ми велите превозот, исто и вчера ми рекоа на комисија. За превозот ви имате податоци пред почетокот на школската година. Дали со вакво енормно зголемување на ставката, односно ребаланс во ставката основно образование од 30 милиони на 50 милиони, значи дека недобро сте го испланирале буџетот? Вака, во однос на планирањето на буџетот, нешто што е многу битно. Ние добиваме на приходна буџетска рамка од страна на Министерството за финансии. Ние
надвор од таа приходна рамка не смееме да одиме. Значи не смееме да имаме ниту повеќе трошоци, ниту пак повеќе приходи, се со цел да ни биде нас читан буџетот. Земајќи во предвид дека покрај основното образование, ние тука имаме јавни предпријатија, имаме соодветни оделенија, се со цел да се овозможи едно непречено функционирање, еден непречен тек на работењето на самата општина Битола, значи земајќи го сето тоа во предвид, ние изготвуваме буџет на општина Битола. Значи планирањето наше го правиме врз основа на онај допис што нас ни го праќа Министерство за финансии, поточно буџетската рамка. Надвор од таа рамка ние не можеме. Ние колку и да сакаме да додаваме средства, да кратиме и слично, мора да се придржуваме до таа рамка, во спротивно буџетот нема да биде вчитан. Добро, тоа е јасно, тоа ви исто како во едно семејство. Вие знаете со какви примања месечно располагате, така? Ама вие знаете како правите? Земете 100.000 денари сите дома, ама трошите 150.000, ама знаете дека 50.000 некој има кој да ви дополни. Вие така сега, тоа исто и буџетот, исто е како еден буџет во едно семејство. Во ред. Следно. Ставка култура. Момент само. Ставка култура К4, мислам програма. Сега. Трпение малце. Ставка култура. К4 ставка. Културни манифестации, творештво. Добро. $426. Други тековни расходи. 9.750.000. Што е ова? Јас само да отворам, и мене ми е поназад. Само момент да видам програмата. Што е доставено? Страна 39. Не програмата да видам на култура. Да ви отворам. Да ви е лесно. Ја најдов. Значи тука имаме, ви кажав, едното зголемување за проектот. Само момент да видам. Го најдовте? Не, јас го најдов во ребалансот, меѓутоа сакав да видам програмата за култура која што ви ја имат и вам презентирано, се со цел да ви одговорам, пошто претпоставам таму и стои зошто, меѓутоа не можам, веројатно не ја носам. Добро. Ајде во контекст кој ќе барате се едно верам ќе најдете. Разни трансфери, 4,5 милиони. Тука нема промена, гледам овие се исти ставки, меѓутоа сепак се однесуваат за оделението за култура, Добро. И уште едно, договорни услуги, 1.800.000. Момент да не успеам да ја најдам. Во моментот ја немам програмата за култура пред мене, меѓутоа претпоставам дека вас ви е доставена и ви имате образложено зошто на овие ставки се тие износи. Макар што на овие ставки кои што прежавте нема промена, единствено има на други оперативни расходи, промената е заради проектот добиен од страна на Министерство за култура. Милиони нешто ви се од Министерството, прочитаме тоа. Вака сега, имате авансни исплаќања на настани? Не.
Сигурни сте? Да. Добро. Немам повеќе. Повелете. Прашање си едно имам. На 4 јули, службен вестник број 135, е објавена одлука за користење на средства за капитални дотации до единиците за локална самоуправа. Општина Битола, на повикот кој што беше од Министерството за локална самоуправа, за добивање на средства од унгарскиот кредит. Колку финансиски средства доби на вкупниот повик? Тоа прво ме интересира. А на вкупниот повик, значи, Општина Битола доби 117 милиони 691.511 денари. За која годината? 2025 дел од 2025 и 2026. Значи за 2025 во буџетот треба да бидат считани тие средства што и кажате. Да. На цел повик колку финансиски средства вкупно доби општина Битола за останатите години, оти пишува тука во одлуката, вака. Средствата за дореализација на инфраструктурните проекти во член став од овој износ ќе се предвидат во буџетите за 2026-2027 година. Колку вкупно финансиски средства доби општина Битола за 2025, 2026 и 2027 година? Тоа ме интересира. Точната бројка не стигнав да ја пресметам, пошто се задржав само на овие средства кои што ми се потребни за ребалансот, а немав доволно време во интерес на времето да го доставам на времено, би ви ја одговорила дополнително. Дополнително би ги пресметала. Значи сега вие ги вчитвате само средствата што се предвидени во табелата во службен вестник, Да, во делот што ќе ги вкупно добие средства по секоја проект за општина 2025. за 2025 година. Да. Добро, јас ќе ви кажам за 2026 и 2027 година и 2025 општина Битола ќе добие 707 милиони денари. Толку имам прашање. Благодарам, колега. Мило ми е што знаете појќе изгледа и од општинската администрација. Јас немам други прашања во врска со овие точки. Повелете. Вака се. Овие што ги пуштате дотациите до основното образование и така натаму, одат од буџетската сметка, така не од наменска како што зборате вие што ни Извинете, даде. дали ќе можеш уште еднаш, што ти недобро се... Средствата што одат во делот на јавни дејности, значи збораме за Добро. образование и така, особено за образование, одат од буџетската сметка, така? Добро, да. Добро. Па, например, во делот на електрична енергија имаме зголемување за 100%. Например, од 8, за превоз, од 8,7 милиони на 16. 100%. Толку љуфнавте прогнозата во буџетската сметка? И му дозволувате вака рандом, како што велите вие, не интересира нас колку трошат пари, битно финансиската рамка во Министерството да завршиме. 100% му дозволувате на оделението за јавни дејности да ви ја зголеми да ви потрошокот од буџетската сметка. Значи, видете, јас повторно ќе ви го кажам истото. Не е само основното образование, значи ние мора да обезбедиме непречен тек на општина Битола. Добиваме буџетска рамка и ние мораме се придржуваме до таа буџетска рамка. Во текот на годината може да имаме проширување, може и да немаме. Во случајот немаме проширување. 100%. Токму поради тоа до вас доставуваме измени и дополнување на буџетот на општина Битола. Значи, Се не со ве цел интересира непречено колку, функционирање. Само, значи 100% не е битно. Од 8-16 не е битно. А тие се пари на граѓаните. Не нас не ни одговарате, на граѓаните му одговарате. Друго, програмата за јавни дејности, пошто велите дека кореспондирате со нив, таа беше 24,7 милиони, сега е 44,7. 20 милиони му одобрувате така? Буџет, трошите општин, главен буџет, значи. На буџетка сметка вадите 20 милиони денари со ребаланс. И ми велите дека нас не интересира ништо, колку што ни кажува, толку даваме. Може да ми кажете колку има пари на буџетската сметка моментално? Ќе ви одговорам на писмено во однос на средствата, затоа што да Ќе ве видам. замолам и во записник со денешен датум колку има на буџетската сметка, не на сите сметки. Во ред, На во ред. буџетка од кај што црпите средства. До денешен? До денешен. Добро. Да.
Втора работа, пошто велите се одговорите, вие сте оде подпишана на ни одговаравте прашање, сега ќе ви кажам, на 4 јуни. Добро. Однос беше на кварталниот извештај. Добро. И сега, пошто се враќате многу, колку имате точно за куќи на каснати, ќе ме подсетите сега во овој ребалансо? 2 милиони плюс додаваме. Плюс додавате. Знаете колку имавте на одговора, колку ни дадовте вие до заклучно 20 мај? Во 5 месеци? Да го видам одговор, се сеќам точно колку сум. И јас ќе ви поможам 4 милиони 380 458. Сака да ми кажете за месец дена 2 милиони денари исплативте? Тоест имате... Не видите, ставката не е 100% искористена, меѓутоа земете во предвид дека ќе има распишување на избори, па ние нема да можеме да правиме пренамена и Почитувана проширување. представнички од општина Битола. Стефани Димовска. Не дали си искористени ова рамковно, тоа некако ви дојде во мода. Значи, во вашиот одговор, кој што ги имавте прашано, вака, најголем дел исплатите од оваа ставка за исплата по основ на граѓани каснати од куќе, заклучно со 25-ти, исплатени се, значи потрошени се. 4,380 по основ граѓани каснати од куќе. Сега имате уште 2 милиони денари. Функционира то службата таму, то хачико? Значи вака. Ставката за каснати од куќе не е искористена целосно. Значи на таа ставка има се уште средства. Точниот процент би можела и да ви го кажам Да дополнително. ни кажете, бидејќи до 20 мај Во исплатени ред, се ќе ви одговорам и на 4,3, тоа. да Значи, ни кажете уште колку има таму и зошто додавате уште плюс 2,3. При самата подготовка на измената и на дополнување се зема во предвид дека ќе бидат распишани локални избори, дека нема дополнителни измени да можеме да правиме на самиот буџет. Ние како општина Битола се со цел да возможиме непречено функционирање и да не се доведуваме во ситуација да ни извршуваат, мораме превентивно да интервенираме и затоа брзавме со ова измена и дополнување на буџетот. Се со цел да не се доведеме во ситуација да таа ставка се потроши, да немаме средства понатаму за исплата. Затоа што интензитетот и текот на потрошување на таа ставка е таков каков што е. Добро. Понатаму, овде отплата на главница до нерезидентни кредитори имате 14,5 милиони денари. Што исплаќа, да? Тоа е врз основа на кредит кој што е земен пред неколку години кој што го исплаќаме и мислам дека од истиот е останато уште една рата. Меѓутоа не сум 100% сигурна за ова, мислам дека уште една рата. Добро. Например, уште неколку работи кои што ги имам овде. Договорни услуги од 45 на 55 милиони зголемено. За 10 милиони. Во која програма? 425 ставка од расходната ставка на ребалансот. Во која програма? Не знам во која програма, вие треба ми кажете, за да знам. Биланс на тековно оперативни расходи. Добро, затоа што тоа е збирно, меѓутоа во секоја програма има истата ставка, затоа ве прашав. Сега ќе видиме. Знам дека имам секоја програма. Која ми е програма целен треба да стане. Ставката за која ставка ме прашавте? За 425 договорни услуги? Да. Добро, во ред. Само секунда, сега ќе ви кажам. Во општинска администрација, други договорни услуги 425 990, нема промени, значи немаме зголемено. Сега ќе видиме во која програма е. Понатаму во ставката во програмата F1 урбанистичко планирање нема промена. Во G1 425 990 имаме промена. Значи тука од 3 милиони 800 зголемена на 4 милиони 650 илјади и тоа е според програмата за социјална заштита. Понатаму во G2 немаме таква ставка. Идем во G2 се развојни немаме. Во одржување и користење на... извинете, не е 425.
Во 425990 имате во К3, во култура, значи тука имате нова ставка зголемување и тоа зголемување се однесува за зоолошката градина и за културно-информативниот центар. Имате зголемување во В2, во Старскиот дом на таа ставка. Само значи на тие ставки имате, на таа ставка имате само во тие програми зголемување. На кои невладини организации треба да му додајме уште 3,5 милиони денари. Трансфери до невладини организации од 67 на 70,4. Која ставка може да ми кажете? 463. Трансфери до невладини организации. Од која програма? 46 субвенции и трансфери. Мгм, 4-6. Само момент. Јас како што гледам на ставката 46 субвенции. Момент сум во анула, извинете. На ставката 4.6 субвенции трансфери. Тука имаме зголемување, да. Меѓутоа, имаме зголемување на 464.990, тоа е плаќање по судски решенија, 464.990 други трансфери и зголемувањето ми е на 465.120 камата по извршни исправи. Значи не се работи за исплата на невладини, туку се работи, повторно поменувам, за плаќање по судски решенија, други трансфери и камата по извршни исправи. Че ова што гледаме ние не е точно така. Сега јас ви кажам по програми. Сега гледам програмата е нула, вие го гледате збирното, веројатно капиталниот. Да, па за збирното пише до невладини организации. Тоа е до судски решенија за невладини? Не, вака јас ви кажав ставката 4.6 од општинска администрација. Ако сакате 4.6, можеме од сите програми да ви кажам, за да дојдеме Не треба до на писмено, збирното. ако може кажете ни до кои невладини организации треба да исплатите со ребаланс. Добро. Толку. Дали некој друг бара збор? Јас имам само едно кратко прашање до представничката. Вчера добивме еден договор, а пред малку ми одговоривте на прашањето дека вие воопшто не го имате неразгледано. Па би сакала да ве прашам, што значи оваа ставка во овој договор? Општина Битола се обврзува да ја исплати финансиската поддршка на корисникот во две еднакви рати по 2 милиони денари од сезона. Точка број 2, првата рата ќе се исплати за сезоната 2025-2026, а втората за сезоната 2026-2027. Ако овие средства не се предвидени во ребалансот, а до крајот на годината нема можност за уште еден ребаланс, бидејќи ќе има избори, ова значи дека овој договор ќе треба да го реализира, односно овие средства ќе треба да ги изгласа некој нов совет? Морам да го разгледам договорот, па да ви одговорам на тоа Вие прашање. може и мора да го разгледате договорот за да ми одговорите, ма јас треба да гласам после оваа точка за оваа точка. Морам да го разгледам, не можам да одговорам на нешто што Бидејќи, немам видено. логички, во овој момент,
Ако овие средства не можат да се исплатат за сезона 2025-2026, ова се вика подкуп на гласачи. Бидејќи треба да му кажете на некој да гласа на избори за да се обезбедат средства во следен буџет. Ова ви го кажувам најдобронамерно, бидејќи ни давате договор во кој даваме обврска на следен совет, односно на следен буџет. Ве молам, ако можете до крајот на денот да ми го разгледам одговорите. договорот, меѓутоа што ме склучен договорот, сигурно ги имат земено во Договорот предвидците не е работи. исклучен, договорот треба да помине на совет после оваа точка. Благодарам. Минуваме на следна точка. Точка број 4. Одлука за давање на овластување на градоначалникот на општина Битола да подпише договор за финансиска поддршка со одбојкарски клуб Пелистер Битола. Представник? Не сте вие представник, треба да дојде представник од општината. Вие сте од одбојкарскиот клуб, да. Јас сум од општината. Повелете. Меѓутоа, господинот ќе го образложи договорот. Не, јас сакам вие да ми го образложите. Договорот го подпишува општина Битола. Не ме интересира мене другата страна, мене ме интересира страната на општина Битола. И бидејќи бевте присутна, го слушнавте прашањето, би сакала и на тоа да добијам одговор. Значи, договорот го добивте сите, тоа е предлог договор, кој што треба точно се однесува, како што кажавте вие претходно, на две сезони, 25-та, 26-та, 26-та, 27-та. Како што имам јас информација, бидејќи веќе одбојкарскиот клуб Пелистер волее во прва државна лига, Суперлига, нивните трошоци се негде зголемени, така, коштат околу 7 милиони денари годишно. Тие би обезбедиле 4 до 5 милиони како клуб, а тие побараја од страна на општината 2 милиони по сезона. И од тие причини затоа е ставен и овој договор како предлог договор нели на разгледување до советот за негово одобрување нели да може градоначалникот да го потпиши. Точно средства не се планирани во овој ребаланс. Ние имаме некои средства кои што останаа од женски спорт. Значи не е искористена целосно таа ставка, значи дел може да се исплатат од овие средства, а другите ќе се планират со програмата 26. Колку средства се останати од женски спорт? 690.000 денари. За кои женски спортови нема да ги Општо, исплатиме? немаме, значи, таа ставка стои само за поддршка на женски спортови. Нема конкретно за кои. Ставката е поддршка на женски клубови. Значи вака, ние треба да обезбедиме дополнителни 2 милиони, а не од тие 690 што ги имаме сега, да го исплатиме договорот. Да, во овој момент кажа представничката од финанси дека овој договор воопшто не е вметнат во буџетот Не, на точно, општината, да, јас па ви не кажувам, можеме да ги исплатиме од овие. Ама меѓутоа не имаме веќе средства, сакам да кажам, на оваа ставка, останати средства. Ама немаме, значи немаме ставка за договорот. Таа ставка е општа, се поддршка на женски клубови. Значи овој договор не е општ. Ова е договор склучен со одбојкарски клуб. Добро, тогаш ако не е наредната програма 26. Ама наредната програма ќе ја гласа некој друг совет. Са тоа не знам што ви речем. Дали некој друг има прашање? Повелете. Бидејќи вчера на комисија за спорт представникот на одбојкарскиот клуб образлагаше, би сакал да го прашам дополнително тие финансиски средства, бидејќи најверојатно има разговарано со градоначалникот и со општинската администрација за кога му се потребни средствата од општина Битола, бидејќи како што читаме договорот е сезона 25-26. Повелете. Благодарам на прашањето. Значи, од она што беше разговарано, како што е и понудено во самиот договор, односно на наше барање, се работи за платформа од 2 години, 2025-та, 2026-та и 2026-та и 2027-та. Значи, за овој период од 2 години, 2 календарски години. Така што, тоа е одговорот. Прашањето ми е кога вас ви се потребни средствата и што разговаравте со градоначалникот, бидејќи очигледно пари не се предвидени, ќе потпишеме договор, а ќе не може да ви се исплатат средствата и малку е несвојствено и нелогички да се потпишува договор, а сега правиме нова седница ребаланс на буџет, а да не се во ребалансот предвидени парите, а да потпишете договор. Од кај ќе се исплатат пари? Значи, се работи за договор кој што средства кои што би се користеле во овие 2 години. Значи, не е децидно наведено
кога треба да се искористат овие средства, односно кога би ги добиле ние како клуб, меѓутоа сепак би била таа некаква рамка од 2 години, онака како што пишува во договорот. Во договорот е наведено кога да се исплатат средства за тековната Точен сезона. датум за испаќање од она што знам јас не, меѓутоа Не, дали вие очекувате од овој договор да добиете средства до крајот, ете по-конкретно на 2025 година, на тековната година? апсолутно дека Или очекуваме, вас ви се меѓутоа потребни за 26-27? потребни се сите средства. Е сега генерално ако не може да се исплатат оваа година, ние не би имале ништо против тоа да се префрли во наредната година. Мислам, сепак се зборува за една стабилност и за една рамка од 2 години. Така што кога и да биде таа исплата, доколку е договорена на начин на кој што е предвидено, секако дека би било од Мене не ми е логично да се подпише договор да не се предвидени пари. Дополнување само дека барањето, односно сето ова се случи пустен доставувањето на ребалансот, така да сето ова е откако ние го доставивме, ги доставивме предлог програмите. Да, ама како е конкретно јас го сваќам ова дека не ќе да употребам збор манипулација, ама не знам кој би бил соодветен збор. Ако имаме до советници за предлог за да го властиме граначалникот да подпише договор некаков, а сега има ребаланс на буџет, а нема пари, ако го подпише граначалникот и до крајот на годината пример не се исплатат средствата, на крајот ќе треба некој да плаќа пенали. Логички е, не знам, да купиш автомобил, прво да го обезбедиш буџето, па според буџето да купиш автомобил. Без буџет како ќе подпишеме договор? Од кај ќе најдеме пари? И во ставката ќе викате вие 600 милиони, не се 600.000 денари, не се 2 милиона. А плюс тоа имаме и тековни обврски кон останати спортски клубови, женски спортски клубови. Значи да, сега сме 7 месец, до крајот на годината сигурно ќе има други барања. Не може да ги рачунаме тие средства сите. Тие до сега и така добиваа минимални средства. Знаеме дека не му се доволни. Дали некој друг има прашања? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Точка број 5. Одлука за примање на донација дигитална алатка, дигитален културен календар на општина Битола. Согласно барањето кое што стигна, сите го имате во прилог, значи тоа е барањето од Сдруженијето на граѓани Пролокал. Ова алатка, дигитален културен календар, е во рамките на нивниот проект Битола 2.0, дигитална општина поблиску до граѓаните, финансирана од Европската Унија и кофинансирана од Австриската развојна агенција. Проектот заврши, меѓутоа со цел одржливост на ова дигитална алатка, таа е веќе ставена и е дел од веб страната на општина Битола. И е потребна нејзино понатамошно одржување. Затоа се бара да се прими како донација од страна на општината, а селото нејзино понатамошно користење и одржување на овој календар е усогласен преку еден заеднички меморандум кој што е потпишан за соработка помеѓу општина Битола и сите релевантни културни институции во нашиот град, каде што во тој меморандум се обезбедува една јасна рамка за координација и понатамошно техничко административно управување со оваа алатка. Иначе самата алатка е во вредност од 254.760 денари, со тоа што значи координацијата ќе има културно-информативниот центар, а само ќе се користи дел од просторот на веб страната на општина Битола за нејзина промоција и видливост. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ви благодарам за присуството. Точка број 6. Одлука за давање согласност и властување за измирување, односно пренасочување на средства од буџетска сметка на општина Битола. Представник? Повелете. Повторно ги ставаме на дневен ред две одлуки. Одлуката за давање на согласност и овластување за измерување, односно пренасочување на средства од буџетската сметка на општина Битола и одлуката за давање на согласност за овластување на подпишување на договор на грант, бидејќи овие две одлуки се тесно поврзани со веќе донесената одлука од 12.5.2025 за определување на приоритетни проекти финансирани преку Европска инвестициона банка во рамките на проектот подобрување на водната инфраструктура на општините на Северна Македонија. Тука беа следните проекти, да подсетам: реконструкција на водоводна линија на булевар 1 мај, реконструкција на водоводна линија Гаврило Принцип Паза Ванчова,
Реконструкција на мешовита канализација исто Владко Миленковски дел од улица Гаврило Принцип, реконструкција на водовод и мешовита канализација на улица 7 бригада, изградба на водоснабдителен систем на село Лисойле и изградба на фекална канализација во село Трново. Значи, ова е проект, го водиме со одлука на која веќе излезена и во службен весник од 2023 4 август, каде што на општина Битола му се распределени средства од 1.173.665 евра без ДДВ и тие се процедури поврзани се, да речам, овие одлуки со некоја процедура, тие што ни дават пари, тоа е некој темплейт, сме имали порано искуство вакви со водоводите, секогаш не е ова прв пат, многу пати, може повеќе од не знам колку, да не шпекулирам, од 2014 имавме вакви проекти, секогаш се носеле овие проекти и одлуки, значи истите се уназад може би 10 и повеќе години. Договорот за грант, колку што знам, го побаравте и беше доставен да го разгледате. Сега се бара одлука, за да може да ги земиме овие средства, мора да се донесат уште ова одлука за пренасочување средства и да се потпише договорот за грант. Тоа е, значи, со Европска инвестициона банка. Во ред. Прашања? Волете. Колку проекти ви се одобрени во меѓувреме од минатата до ова седница? Пошто минатата немаше одобрен ни еден, сега имате некаква информација за проекти? Сите се тие одобрени и доставена е конечна листа на проекти уште до Министерството за животна средина на 25.2023 година. Достава на проекти уште се тогаш во Министерството. И сега, за да се заврши ова процедура, да се потпише, мора да се обави како ова е, значи, една процедура што мора да се потпише ова одлука за пренасочување и договорот за грант. Тие се веќе одобрени. Веќе се одобрени. Еве, можам да ви покажам Владата на Република Северна Македонија дописот од 18.8.23 ја донесе одлуката за распределбата, средствата се распределени согласно финансиски договор за проектот за подобрување на водна инфраструктура на општините на Северна Македонија. Го имаме тоа, значи. Јас ве прашувам Европската инвестициона банка, дали ви ги одобрила проектите со кои се аплицирало? Вие сте аплицирале. И тие проекти се во вкупна вредност од 1.170.000 евра. Дали ви се одобрени? Мислите конкретно од банката? Од Европската инвестициона банка. Тие што ги дават парите? Мислиме на проектите кои што овој совет едногласно ги утврди како приоритетни проекти, ги испрати до Министерството за животна средина, со тоа потоа процедурата Министерството за животна средина се ја испраќа до Европската инвестициона банка, како што ни беше кажано на комисијата од вашиот колега, дека треба има завршно фише, односно тие да бидат одобрени, па потоа градоначалникот да изработи да ги потпише. Тие се преведува, се извинувам, се преведува и од македонски, разработени проектни фишина и на македонски, и на англиски, за сите тие се изработени и доставени. Меѓутоа, како документ можам накнадно да прашам да ви биде доставен накнадно формулар, како што викате, документ од Европската или што да не се разбираме. Се, значи, имаме документација на англиската верзија и преведеното на... Значи се. Прашањето ми е, сите тие проекти кои едногласно ги изгласува и совет, одобрени се од Европска инвестициона банка или не? Кратко ми е прашањето и многу јасно. И мислам дека на македонски Дали денес имам конкретна таква информација. Чека, ако денес ги дајме согласност, дали утре може градоначалникот да потпише или се чека уште одредени други процедури па за да може градоначалникот да ги? Дали сме стигнати од последната фаза, односно денес ако дај советот согласност, сутре може градоначалникот да потпише. И кога планира градоначалникот да потпише? Веднаш ќе го потпише градоначалникот и договорот и треба да им се достави. Договорот, еве го договорот претходно е доставен до вас. Бланко договор, договор за грант. Може? Да. Вака. Дали, ако понеделник донесиме одлука, банката ќе ви рече, елате, утре ви ги давам парите. Дополнителни информации, да не шпекулирам нешто, да ви кажам грешно.
Во ред. Еве, ви колегите се тука исто во оделението, ако... Во ред. Знаеме дека немате. Во ред. Ви благодарам. Повелете. Бидејќи точката на дневен ред е онака како што стои тука, значи одлука за давање согласност за подпишување за грант. Не знам дали. Значи, Да, договор за грант. член 2 се задолжува и овластува градоначалникот на општина Битола да изврши измирување на средствата од буџетската сметка. Сега беше колешката, представникот од финанси. Може да ми кажете во ребалансот или во буџетот кај се тие пари предвидени? Пошто вели во износ на искористените средства од договорот за грант, односно наплата на средства да изврши Министерство за финанси со насочување на средства од буџетската сметка на општината, крајниот корисник или се задржа со задршка на дел од дотациите кои треба да распределат на општина Битола. Може да ми кажете кај се тие финанси? Еве јас не ги видов во ребаланс. Финансиски средства значи нема да стигнат на општина Битола, туку Министерството за животна средина директно ќе спроведе. Вие вели, значи точката на дневен ред е да го властиме градоначалникот да изврши подмирување од буџетската сметка. Така пишува во Значи, документот кој ни го одлуката имате е доставено. Значи, не, почитајте бе. Од буџетската сметка вели? Не вели тој дека од дотацијата што ќе добиеме, не вели од гранто, од буџетската сметка вели. То треба да го властиме градоначалникот ние. Не вели дека треба да го властиме нешто друго, од буџетската сметка. Сега пред малце ги А прашав во колку е. буџетската сметка ги нема средствата. Кај ги наоѓате, од кај ќе ги сплатиме? Еве загласаме. Кај се на буџетската сметка? Ребалансо, еве ќе ви го дам. Повелете, видете го. И кажете ми, кај се тие пари што ги предвидате, што велите аман заман, е? Јас знам дека за 10 години, да речем, повеќе би била вклучена по некоја случајност во изработката овие проектни На микрофонот ќе те молам. и дека Приклучи. секогаш се работеле овие проектни прашалници, се преведувале на англиски, потоа како некој темплейт се даваше овој договор за грант и двете одлуки мораше, тоа е некоја процедура преку банката, а точно дали ова е како некоја заштита, јас така тоа го сваќав. Колку што имам јас информации, доколку дојде до нереализација, иначе овие се пари преку Европска банка и ќе ги добиеме парите. Ова одлука повеќе во таа насока доколку Не ги мислам дека е така, не можам да тврдам, сепак можам да уште еднаш написмено да ве известиме во овој момент. Значи, Не би одлуката, спекулирал. почитувани граѓани, гласи вака. За давање согласност и овластување за измирување, односно пренасочување на средства од буџетската сметка на општина Битола. Ни проекти, ни бутор. Пренасочување сметка, значи од општината Битола. На пари од сметката на општина Битола. Така гласи точката. И така треба да изгласаме. Ни темплејти, ни преводи, ни ништо. Тоа е тоа што си го работите, ваша работа во делението. Она што советниците треба да изгласат на Советот на општина Битола, да му одобрат на градоначалникот да пренасочи средства од сметката на општина Битола. Бидејќи од член 1, во случај на почитување на договорите услови, со оваа одлука се дава тоа и тоа, да се измират сметката. Пари од сметката. Тому даваме ние согласност на градоначалникот. Не зборуваме нити за проекти, ни за предавања, ни за преведувања, ни за пишење, ни за ништо. Бараме пренасочување на пари од сметката на општина Битола. Толку е. Таа е одлуката што ја носиме јас пред нас, тоа ни го имате пратено како материјал. Во ред, колешката имаш уште едно прашање? Дали сметате дека постои можност да не се реализира некој од проекти? Не, не. Овие се толку проекти работени, одобрение, добиено се, значи дојдени сме, јас мислам, до изворот, уште да се реализират. Повелете. Дали мислите дека нема да бидат одобрени од Европската инвестициона банка? Дали нема да бидат? Да, и зошто досега не се? Ќе бидат одобрени сигурно. Мислам дека... Зошто досега не се? Па затоа што мораше да се сработи некоја процедура, јас така го разбирам ова. Како мислите унапред да се сработи, тие се работеа? 3 пати ви ги враќа досега сработеното, знаете? Добро, тие како консултанти можам да си земам за право, можат да си земат и да ги оправдат и средствата, си најдуваат некои забелешки. Забелешки, точно. Може и уште една забелешки, така.
ама сега се веќе дојдени до крајот, испеглани работите, забелешка по забелешка, во секоја забелешка имаше коментар, во контакти, значи долго време се работи на тоа и тие го пуштаат овој документ на крајот, не го пуштија нас многу пред време, па за да можеме. Значи го пуштат кога ќе... Па 2 години работите на забелешките. Не 3 години, 2 години, година и пол од 2023-та. 23 од август месец. Сега сме јули 2025-та, Па 2. добро и не беа ималце проекти, тендер, распишување и така натаму. Тендер распишување. Некој друг прашање? Доколку немате, повелете. И сега до која фаза е стигнат проект? Завршени се тие готово проектите, имат одобрение, значи мора да имат одобрение. И да се... Имат одобрение за градба од страна на... Да. На договорниот орган. И која е процедурата ме интересира, бидејќи претходната седници гласавме точка број 44, приоритетни проекти кои едногласно овој совет. Да, значи таа е веќе изгласана, тоа сакав да потсетам, веќе вие имате таа изгласана, ова е тесно поврзана со нејзе. Добро, проектите ги гласавме приоритет. Дека му требаат на Битола тие проекти и совет овде, без разлика на која политичка партија, СДС и поинаку гласавме за. И тие се испратени. И са која е следна фаза? Еве, следна фаза е да се одобри ова одлука. Ама што ако тие 7 проекти, дали имате на писмено одговор од Министерството за животна средина и од Инвестиционата Европска банка, приоритетните проекти што Советот на општина Битола ги испрати до Министерството за животна средина се одобрени, односно се направила евалуација дека тие 7 проекти се прифаќаат. И сега, дали можеме во овој момент денес, ние да изработиме 7 поединечни нацрт договори за грантови кои што треба да се потпишат. Дали се одобрени од двете страни, и од општина Битола и од Европската инвестициона банка, односно Министерството за животна средина. Немам таква информација. И па ние цело време ја бараме таа информација и во моментот кога тие 7 проекти ќе би бидат одобрени од Министерството за животна средина и Европската инвестициона банка, овој совет е спремен да даде согласност. Затоа ве замолувам на писмено да ни дајте одговор. Дали се одобрени сите 7 проекти поединечно и може да преминат во следна фаза. Во пакет. Ќе ги прашаме и ќе ви одговориме. Да, ние мислиме дека Значи ве молиме, ве замолуваме како општинска администрација да не ги праќате точките на дневен ред и битолската јавност да клавате во заблуда, се додека го бараме ова веќе 3 седмици. Трет пат ги бараме овие информации. Значи многу прецизно јасно кажавме минатите седмици кога ќе го имате тоа дека сите 7 проекти се одобрени, ќе изнесуваат толку и толкава вредност. Секој проект поединечно, дека во целост она што ние го изгласавме, пример, сега не се сеќавам дека таа и таа улица ќе кошта 1 милион денари, дека во целост е одобрена од Министерството и од Европската инвестициона банка и ние ќе дајме согласно за го потпиши граначалник. Ние во овој момент не знаеме колку пари ни се одобрени. Знаеме дека е потпишан договор од 7 милиони. Ама дали овие проекти приоритетни се прифатливи? Тоа не е прашањето. Во ред. Благодарам. Ќе ги прашаме и ќе ве известиме. Да, Ние ве молам мислевме нека да не- влезе во записник. Да не е потребна попрва одлуката наша, добро во ред. Ќе добиеме Благодарам. информација. Значи двете точки ги разгледавме, да не ги читам посебно. Точка број 8, одлука за донација на пијанино во офицерски дом. Велете? Значи, Халк банка на нивен допис, испратен од нивна страна, имаат идеја да донираат едно пијано. Ви испратив и колку ќе биде вредноста, односно нивното обарање, сакат да биде сместено во офицерски дом. Представничката на Халк банка, господјата Гизем Селим, е по потекло битолчанка, беше во Битола за време на пијано, надпреварот Пијано Фест и особено во офицерски дом, и идејата на Халк банка е да се оплемени долниот дел, значи долниот спрат, бидејќи нема пијано, го имаме само горниот Безендорферот, и тој да биде поставен во летниот период на првото плато. Значи, со дополнителна опрема, тоа баравме да се обезбеди, за да не се оштетува пијаното при пренос на тие две скалички, со посебна платформа и да може сепак да биде достапно за секој минувачки. Има веројатно и некој надпис од нивна страна, дека тоа пијано ќе биде отворено и за минувачи и за луѓе, по теркот како што наведуваат самите во дописот на светските метрополи, бидејќи Битола важи за град на клавирите, да може
секој дојденец, да речеме, да може да го користи, а од друга страна во врнежливите периоди и особено во зимата, да биде сместено на долниот кат, каде што повторно ќе се користи за музицирање на ученици, за настани и така натаму. Ви благодарам. Некои прашања? Доколку немате, благодарам за присуството. Точка број 9, одлука за согласност за имплементација на проектот Ватервил од 5-тиот повик на Интерек Евромед програмата. Повелете. Општина Битола аплицираше на 5-тиот тематски повик за финансирање на проекти во рамките на Интерек Евромед програмата Мисија 1 за јакнување на иновативна одржлива економија, приоритетна оска 1, поддршка на паметен медитерански регион, специфична цел 1.1, консолидирање за јакнување на конкурентна и иновативна средина. Проектот Ватервил се справува со еден од најголемите предизвици во Медитеранот, недостатокот на вода во руралните и планинските подрачја. Вкупно во овој проект се 12 партнери, вкупно одобрениот буџет за цел проект изнесува 3.686.745 евра, од кои што за општина Битола се 312.465 евра. Она што треба да следува како следна фаза, после одобрувањето на проектот во рамките на Евромед програмата, каде што впрочем беа 95 апликации, од кои што се одобрени 9, значи треба да следи подпишување на сабсиди контракт помеѓу проектните партнери, за што потребно е донесување на одлуката. Благодарам. Дали некој друг има прашање? Ви благодарам за присуството. Точка број 10, одлука за пренесување на право на управување и тековно одржување на објектите за спорт на од локално значење, фитнес теретана на отворено во село Кравари, подрачјето на општина Битола на ЈП Комуналец Битола. Повелете. Здраво. Овој проект е дел од активности на проектот за јакнување на луѓето од Пелагонија, имплементиран од ProLocal. Значи, проектот е изведен во село Кравари, поставени се фитнес прави, така фитнес теретара на отворено и со оваа одлука само да го пренесеме правото на комуналец во однос на одржување на истото за зелени лоб, косење на трева во тој контекст. Прашања? Повелете. Услугата на комуналец ќе биде наплатена? Да. Како по однос на сите одржување на паркови, да речем. Прашувам, дали ЈП Комуналец смета дека има доволно ресурси човечки пред се за да чисти некој било што надвор од Битола? Затоа што Битола не е доволно чиста. За да презема други обврски. Единствен одржувач на вакви објекти не само Комуналец Битола, во Кравари се работи за многу малечко место, да речем, од околу нецели 100 квадрати кај што е поставена фитнес теретаната, така да сметаме дека нема да му е некој итекаков проблем за да го одржи и то треба да се одржи само 2 пати годишно, најмногу толку. Јас искрено сметам дека еден работник може да го сработи за неколку сати и тоа ќе биде тоа. Немаме друг што може да ја изврши услугата едноставно освен комуналец. Не знам дали со 2 пати годишно вие ќе личите на нешто. Немаме конкретно баш колку пати годишно, онака само 2 пати мислам дека ќе биде доволно. Во ред. Прашање некој друг? Доколку немате, ви благодарам. 11 точка, одлука за давање на времено користење на 4 години без надоместок на простори и канцелари собственост на општина Битола во објект на Велјко Влаховиќ на Државен инспекторат за труд, Скопје, подрачна единица Битола. Повелете. Почитувани советници, почитувана председателка, до општина Битола стигна барање од Министерството за труд и социјална политика, односно Државниот инспекторат за труд, поради изголемен обем на работа на инспекцијата на трудовата инспекција, побарано е канцелари во урбаната заедница Велјко Влаховиќ, така да тие се слободни и може да се дадат согласно член 21 од Законот за користење на недвижни ствари во државна и во општинска собственост на на Државниот инспекторат за труд за нормално функционирање. Во ред, ви благодарам. Прашања? Доколку немате, ви благодарам.
Точка број 12. Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште на ГП број 13, катастарска општина Породин, собственост на Brainchild, производство, увоз, извоз до Ел Битола. Повелете. Добар ден на сите. Со оваа одлука се врши ослободување од плаќање на доместок за уредување на градежно земјиште за изградба на објекти со намена Г2, Г3, Г4 производство, дистрибуција и сервиси, кој представува градежна парцела број 13 согласно изводот од урбанистички план измени и дополнување на УП ВНМ ИС Жабен и Битола, која е во собственост на Друштвото за производство, тргови и услуги Brainchild производство Дуел Битола, врз основа на договор за отоѓување на градежно земјиште солемизиран во 2023 година. Ово ослободување се врши по барање на собственикот на парцелата, бидејќи на градежната парцела затекната постоечка водоводна цевка, која значително е намалува нејзината употребна вредност, употребна површина. Благодарам. Прашања? Доколку немате, ви благодарам за присуството. Точка број 13. Годишен план за вработување Дом за стари лица с Јурајдер Битола за 2026 година. Добар ден на сите. Годишниот план за вработување за 2026 година нашата установа, значи во делот на планирани движење на вработените во институцијата во следната година не се предвидени такви движења. Планирани пополнување на работни места преку напредување исто така немаме. Планирано за минување на вработените од институцијата по основ на пензионирање нема за наредната година. Планирано за минување на вработените од институцијата по други основи исто така нема. Вкупен број на вработени кои се планираат да заминат, значи тука имаме 0. Планирано зголемување на вработените од институцијата во следната година, односно нови вработувања. Имаме еден ложач на парен котел, работно место предвидено по систематизација, перачка, работно место предвидено по систематизација, геронтодомаќин, работно место предвидено по систематизација, физиотерапевт, работно место предвидено по систематизација и помлад соработник за човечки ресурси, работно место предвидено по систематизација. Тие се вкупно 5 работни места предвидени за 2026 година. Во ред, ви благодарам. Прашања? Нема. Точка број 14. Годишен план за вработување Георги Сугарев Битола за 2026 година. Ми пише порака дека не може да дојде директорката, случајно некој да не знае за што се работи во планот, јас да бидам искрена не знам. Меѓутоа не биле во можност да дојдат. Во ред, ако не ќе оставиме точката председница. Минуваме на гласање. Измена и дополнување на буџетот на општина Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против 1, воздржани 2. Точка број 2. Исправка на фискална табела за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 3 за, против, воздржани 2. Точка број 3. Програма за измена и дополнување на програма за субвенционирање на јавните предпријатија на општина Битола за 2025 година. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 3. Точка број 4. Предлагам точката број 4 да не ја гласаме и да ја оставиме додека добиеме информација како што ни кажа представникот од финанси пред седница и истата пред да почне седницата или во текот на седницата ќе викнеме комисија и ќе ја гласаме. Кој е за ваквиот мој предлог да не ја гласаме моментално? 3 за. Со тоа што преминуваме на точка број 5. Одлука за примање на донација дигитална алатка, дигитален културен календар на општина Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 6. Одлука за давање согласност и овластување за измирување, односно пренасочување на средства од буџетска сметка на општина Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 3. Точка број 7. Одлука за давање согласност и овластување за подпишување на договор и грант. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, против, воздржани 3. Точка број 8. Одлука за донација на пијанино во офицерски дом. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 9. Одлука за согласност за имплементација на проектот Ватервил од 5-тиот повик на Интер-Евро-Мед програмата. Кој е за, ве молам да крени рака. 5 за. Точка број 10. Одлука за пренесување на право за управување и тековно одржување на објектите за спорт од локално значење фитнес теретана на отворено во село Кравари, подрачјето на општина Битола на ЈП Комуналец Битола. Кој е за, ве молам да крени рака.
4 за, против, воздржани 1. Точка број 11. Одлука за давање на времено користење на 4 години без надоместок на простори канцеларии собственост на општина Битола во објект на Велко Влаховиќ на Државен инспекторат за труд Скопје, подрачна единица Битола, кој е за, молам да крени рака. 5 за. Точка број 12. Одлука за ослободување од плаќање на доместок за уредување на градежно земјиште за ГП број 13, кадастарска општина Породин, собственост на Brainchild, производство увоз извоз Доел Битола, кој е за, молам да крени рака. 4 за, против, воздржани 1. Точка број 13. Годишен план за вработување дом за стари лица Сјурајдер Битола за 2026 година, кој е за, молам да крени рака. 5 за. И точка 14. Предлагам да ја оставиме исто пред седница. Ви благодарам.